Будење со Јулија. Почитувани пријатели, добро вечер. Еве сме во нашето заедничко будење и се надевам дека веќе сте покрај малите екрани и со нетрпение ги очекувате новите содржини. Почитувани, не е важно во процесот на сопственото будење да одите по нечиј пример или нечие клише. Тоа е толку индивидуално како всушност што сме и самите ние. Важен е моментот кога сте сватиле дека е време нешто кај себе да промените. Важен е моментот кога сте сватиле дека е време да промените нешто во вашите животи. И уште нешто е многу важно. Терминот "животот е борба" да го промените или поточно да сватите дека животот е игра. Ке се послужам вечерва почитувани со еден цитат од книгата "Лажгото, лузерот и педерот" од мојот вечерашен гостин. Постојат добри луѓе. Тие имаат свест и прават добри работи, но има и лоши луѓе. Тие немаат свест и затоа ги уништуваат убавите работи. Оваа книга е резултат на искуството што го стекнав играјки лоши игри со уште полоши луѓе. А играв со нив само затоа што не знаев дека се лоши. Така играјки научив дека колку и да ја бакнува жабата, таа никогаш нема да се претвори во принц. Научете се да ги разликувате жабите од принцовите. Тоа ќе ви заштеди многу време, нерви и еден куп непотребни бакнежи. Почитувани, вечерашниот мој гостин, како што и самите слушнавте, во животот има потрошено многу непотребни бакнежи, но затоа пак ги напиша двата бестселери. И тоа првиот "Дамата, домакинката и курвата" и вториот "Лажгото, лузерот и педерот". Почитувани мои, вечерва со нас авторот на овие два прекрасни бестселери, Валентино Лауцовски. Повели, Валентино. Здраво, Јуле. Добро вечер, добро вечер. Добро ми дојде, навистина ми е драго што ме удостои да бидеш мој гост вечерва. Јас сум пресреќен што те гледам после толку време и што сум во твоја емисија. Повели, Валентино. Фала. Будење со Јулија. Епа, Тино, добро вечер уште еднаш, навистина ми е драго што ме удостои и што вечерва си мој гостин. Јас морам да кажам дека многу се израдував, се израдував кога пред некој известно време се видовме и еве сега пак и ти освам тебе вака, бидејќи навистина пресекна сум и кога сум пресекна тоа и гледачите мои го чувствуваат, а јас сум таков човек, се радувам на моите гости и после долго време се видовме и навистина многу сум среќна. Гледаш, стари пријатели. Пријателството си е универзална работа, вонвременско. Така. Инаку, Тино, еве да кажам за нашите гледачи, бидејќи нема да се персираме вечерва, дека и сега кога веќе зборуваме пријатели, па ќе си речат од каде пријатели, нормално со текот на времето малку се менуваме. А јас морам да кажам дека се познаваме од старите добри времења кога музициравме заедно, кога се среќававме по ходниците и по студијата на Македонската радио телевизија, на нашите настапи на секаде низ Македонија. И Тино е еден од членовите на Ристо Бомбата и Кучешка Тенија, почитувани мои. Епа, еве, ајде малку да начнеме од тоа вака. Остана ли нешто од тоа време? Како од тој Тино? Ма како не, секако дека остана. Насловите од книгите сами зборуваат. Така. Значи, од секој сум сакал силни зборови, пластични изрази, што може да опишат одредена реалност. Сметам дека зборот може да опише реалност. И исто како и со Ристо Бомбата и Кучешка Тенија, може да замислите колку силен наслов. Так. Дел од за тоа време беше поготово. Дел од креацијата на тоа име бев и јас. Заедно го смисливме, меѓутоа, значи, во тие води, во таквите интерпретации на реалноста бев.
Така. И сега и книгите, Дамата, домаќинката и курвата, Лажгото, Лузерот и Педрот. Следната книга што ја пишувам. Да, јас морам да кажам дека значи ова беше на вистина посебен повод да гостуваш во мојата емисија, бидејќи мојата емисија од духовен карактер и овие интересни наслови знам дека ќе побудат големо внимание. Но не само што се интересни, тоа е навистина една реалност која што ја отсликуваш и за која што ти велиш дека всушност твоите две книги се напишани од твоите животни искуства, од твоето непосредно наблюдување значи на животот, дружбата со пријателите, со оние кои што си живеел, со кои што работиш и ден денеска, нели, сите оние меѓучовечки односи, те натера да станеш писател, да напишеш вакви две прекрасни книги, а во нив веќе се наговестуваат твоите следни книги, што мене многу ме радува, затоа што веќе се гледа дека воопшто и не се плашиш да ги откриеш и темите, да откриеш што наредно ќе пишуваш и така. Тоа е навистина прекрасно. Се трудам, Јуле, долго време седеа овие материјали необјавени виртуелно во мене, не беа напишани, меѓутоа ветував дека ќе напишам книга. Секогаш кога што ќе видев некаква интересна состојба, некаква аномалија, велев, абе, аман, толку ли не знаете, сега ќе ви напишам книга. Уствари, ние многу работи не знаеме луѓето. Особено не ги знаеме имињата на работите. Значи, Боб Дилан има една песна, вели, човекот им даде имиња на животните. Да. Им даде имиња и на појавите, меѓутоа тие имиња се променуваат и се интерпретираат многу поинаку отколку што значат. Да. Во интерес на прикривање на нивното вистинско значење. Затоа добрата дефиниција е основа на мудроста. Значи, кога човек располага со добра дефиниција, таа дефиниција тој ја употребува во животот без грешка. Значи, човекот, тврдам, одговорно, дека никој човек, не постои човек што не знае да пресметува. Постои само човек во кој што има погрешни податоци внесено во равенката што треба да ја реши. Така. Сите грешки се само од погрешни податоци. Апсолутно, Тина, се сложува. Еве, како што и самиот велиш и во својата книга и светоци сме знаеме сите дека многу од сите всушност денеска зборуваат како да се живее животот. Сите на некој начин, знаеме и луѓе кои што навистина се и добри филозофи кои што кажуваат многу за животот, како треба да се живее, пишуваат исто книги, даваат упатства. Но што всушност е животот и како тој треба да се живее, ти имаш многу убаво интересно напишано во твоите книги. Но на еден многу интересен начин, затоа што во твоите книги всушност се открива и тоа што го реков на самиот почеток во мојот уводен дел, дека животот навистина треба да се свати како игра. Но во таа игра нормално има играчи и твојот животна игра или начинот на животната игра во твоите книги е многу интересно представен и јас би сакала еве да почнеме токму со играта. Работата е многу проста. Значи, кога човек не би имал идентитет, кога не би имал облека, кога не би имал реквизити, декори, име, презиме, намена, функција, професија и така натаму, тој не би можел да се вклучи во игра. Значи, сите интеракции на светов меѓу луѓето, сите комуникации се игра. Да. Во таа игра имаме испраќање комуникации, примање комуникации. Имаме комуникација со луѓе, комуникација со предмети. Значи, кога јас ја земам оваа чаша, комуницирам со неја. Пијам водата сега. Јас сум имал блиска комуникација со водата. Јас знам како е да ја пијам оваа вода. Играта секогаш има параметри, знам, не знам, има, нема, сум, не сум и толку. Во рамките на таа игра луѓето оперираат. Меѓутоа, во рамките на тие работи цел диапазон од функции се случуваат, цел диапазон од креации се случуваат. Значи, креацијата може да настане само и само во рамките на игра. И затоа луѓето сакат да креираат, затоа што единствен начин човек да биде Бог е да креира. И тој постојано креира. Човек не може да не креира. И со сторување, и со несторување креира. Да. Тино, значи, животот е игра. Во него играчите сме ние. Да. Сега, секоја игра, како што и самиот велиш, мора да има цел. Точно. Ајде да проговориме за целите во играта животна, зошто, например, човекот
свесно или несвесно често пати прифаќа лоши игри наместо да ги прифати добрите игри, или има лоши соиграчи наместо да прифати добри играчи, како што и ти самиот велиш, често во животот си играли со лоши играчи затоа што едноставно не си ги познавал. Еве ти ги спозна, па да овозможиме и на гледачите да на некој начин го почувствуваат тоа, зашто сите ние знаеме дека ги имаме тие релации со добри, со лоши играчи, но сепак ти во твојата книга е многу интересен начин ги дефинираш. Фала, Јуле. Се трудам да го објаснам ова најпросто што може и ветувам дека следните книги ќе бидат уште помали од овие. Значи, мислам дека книга над 50 страни веќе е комплицирана. Во денешно време на SMS-и и на 150 знаци или не знам колку, да пишуваш книги од 500 или 1000 страни е во најмала рака не еколошки. Да ти кажам, ти самиот велиш дека овие книжки ќе се прочитаат многу брзо за саат време. Евеа, домакинката, уствари дамата, домакинката и курвата, и лажгото, лузерот и педерот. Значи, тие книжки навистина се читаат за толку кратко време, а се сублимира целото наше знаење едноставно како по дефиниција и се става како во некоја картотека и си велиш да, тоа е, па јас, нели, тоа го знам, ама еве требаше вака на кратко да можем да го прочитам. Точно, јас тврдам дека сите луѓе се знаат. Работата е дека немаат дефиниција, значи кога ја гледа човекот една појава, тој ја чувствува каква е. Вие гледате еден човек, така? Да. И точно, секогаш, без исклучок, знаете каков е. Меѓутоа, доколку не знаете какво е името на тоа поведение, вие никогаш нема да можете да знаете со каков играч имате работа. Така. Тука е целата работа. Од тука натаму има во теко на животот играчи околу децата, околу нараштајот, околу, нели, младата популација, кој што цело време ги лаже. И им вели, она не е црно, она е бело, а детето е толку чисто. Јас многу сакам да пишувам за деца, за млади. Да, па и твоите книги се посветени на твоите деца, што многу ми се допаѓа, значи тоа е стварно со љубов. Знаете што, јас настрадав во животот многу. Значи, морав да го учам животот на терен, од сите го учиме всушност животот на терен, меѓутоа јас морав многу да паѓам само затоа што не знаев како се викаат работите. Да. И реков, чекајте малку, окей, јас научив ова како се вика, морам да го напишам во некаква форма да може да послужи макар на еден човек. Испадна дека не служи само на еден. Мене ми беше доволно во тој момент, велам, добро, окей, ако само еден човек има интерес од моите книги, јас сум ја завршил мојата мисија. Апсолутно, како јас што велам, еден човек со оваа емисија да го разбудиме, сега еден човек да го прифати ова, ќе биде навистина успех. Всушност, мене не ми е потребно човекот да прифаќа она што јас го пишувам. Така. Мојата цел е да ги дадам дефинициите и секој да си ги испроба на терен дали функционира. Значи, не постои знаење кое што не е пробано на терен. Меѓутоа, одите на терен, немате дефиниција, се сретнувате со некој феномен, па вие ќе треба 500 жаби, ако не знаете дека е жабата жаба, вам жабата ќе ви се чини принц. Така. И ќе се бацувате со една жаба, со втора, со трета и цело време сте во конфузија. И потоа се проширува кругот на жабите и едно време се наоѓате во жабокречина, во една бара и велите, што ме најде. Те најде незнаење. Да. Ме разбирате? Така. И окей, нема проблем, тој што сака да научи, кратки, мали книги, јасни, не сум суетен, има автори пишуваат по 300, по 500 страни. Не знам, не ми е јасно што пишуваат, натре сум пробал да читам, ме сваќаш. Тино, апсолутно да ја сваќам. Сега, кажи ми, вака, кога веќе сме кај животните игри, рековме, како значи да ги разпознаеме добрите од лошите играчи во играта? Како еден човек кој ќе се нурне во животната игра и кога сме предодредени вака времето како што е и луѓето сите со своите маски, еве, кои се во твојата книга точно ги имаш издефинирано? Кои се добри, кои се лоши играчи? Постои добра и лоша игра, постои добри и лоши играчи. Так. Добрата и лошата игра се разликуваат само по едно. Во добрата игра сите добиваат, во лошата игра еден добива, друг губи. Значи, секогаш кога, еве јас и ти сега се седиме во ова студио, си разговараме убаво, и ова е убава игра, затоа што јас разговарам со тебе на тема моите книги, значи го прошируваме кругот на мои читатели евентуално, ти разговараш со мене, исто така ја
ја афирмираш нели и духовноста и телевизијата и така натаму. Ова е убава игра. Така. Меѓутоа, кога ќе треба да појдеш ти некаде и да се избориш за нешто, да се бориш со некого, за некој да падне, а ти да бидиш на нозе, тоа е бокс, меч, надпревар, нели? Се боксираат двајца. Боксот е конкретно највалканата игра. Да речеме пример за валкана игра, значи ти мораш да го нокаутираш некого за да бидеш победник. Така. Ме разбираш? Тоа е просто. И во текот на животот, на пример, имаш партнер. Имаш дечко, имаш момите имаат дечковци, момчињата имаат девојки. И се наоѓаат некогаш некои партнери кои што сакаат да го наложат своето мислење, да доминираат, да биде понивно, да биде вака, да биде така, да натераат некого вака или така. Тоа е валкана игра. Така. Значи, оној што толерира, не за лошо се изрази толерирање, оној кој што го разбира својот партнер, кој што му дозволува да биде таков каков што е, без да има потреба да го промени насилно, Да. преку контрола на умот, тој е добар играч. Затоа што насилството е само едно, контрола на умот. Овај свет е свет на умот, свет на мислите, свет на креациите. Ако некој ти ги контролира креациите, всушност, ако некој ти го контролира умот, ти ги контролира креациите. Така. Ако ти ги контролира креациите, те контролира тебе, ти му робуваш нему. Точка. Така е, Тино. Еве, баш сега спомнам, пред малку, нели, никој не е должен некого да трпи и на вистина никој не е должен никого да трпи, нели, во својот живот. И покрај тоа што знаеме да животни вистини во кои што многу луѓето трпат. И јас низ овие мои емисии сакам навистина да проговориме околу тоа трпење на некого, затоа што тоа е всушност одземање на слободата на оној другиот. И зошто поготово, значи, кај нас менталитетот наш е таков, созаден уште од мали, дека мораме некого да трпиме. Поготово, ако сме во некаква врска, да речеме, љубовна, поготово ако е брак. И така, едноставно, да си го искомплицираме животот. Што значи тоа? Како човекот да не трпи, како да знае да си ја цени својата слобода од една страна, и што значи трпењето, робството од друга страна? Ти многу убаво го имаш тоа така издефинирано. Јуле, постои една работа што се вика толеранција. Тој збор јас не го сакам воопшто. Толеранција значи поднесување на нешто. Овој збор е широко промовиран во нашите речници, меѓу луѓето и така натаму, затоа што на секој систем му е нужна толеранција. Така. Но не и на единката. Единката нема нужда од толеранција. Единката има нужда од радост. Единката сака да се игра. Да. Единката сака да се радува, така? Така, апсолутно. И сега единката добива нешто што треба да толерира. Значи, научи се да го толерираш. Зошто да го толерирам? Научи се да го разбереш. Значи, разбери го човекот дека е таков и тргни си се од него. Зошто да толерираш било што? Потребата на системите е да им всадат на луѓето идеја дека треба да толерираат ова, да толерираат она. Например, како ќе постои една организација доколку луѓето не толерираат внатре. А истовремено и самите се до одреден степен желни да наметнат нешто. Значи, кога си добар играч, кога немаш потреба да наметнуваш било што на некој, тогаш нема никаква потреба ни некој друг да те контролира, ни да ти наметнува и така натаму. Меѓутоа, бидејќи нашиот свет е полн со луѓе кои што взаемно сакаат да си наметнуваат работи, потребно е да се пропагира терминот толеранција. Да. А оној кој што нема потреба да наметнува ништо, само си се трга од работата, вели добро, јас бев довде. Да. Гледам дека не ми одговара друштвото, супер си, таков каков што си да си бидиш, значи немам потреба да те менувам и се тргам. Потребата да толерираш некого се јавува од желбата да го промениш со твоето присуство. Така. А ти ако немаш потреба да го промениш некого, немаш потреба ни да го толерираш. Така. Просто е. Меѓутоа, луѓето внатре во себе си ги имаат тие нагони, си ги имаат тие автоматизми, навики, карми. Тоа е карма. Да. Тино, сведоци сме, значи, на се она што не обкружува и еве ви те запрашала како да се спасиме од менталното ѓубре што не обкружува, од глупостите, илузиите, простотиите, простаклуците, значи, исто така.
Многу ми се допаѓа стилот на кој пишуваш во книгите. Па мора, Јуле, ако не го кажеш нештото со своето име, ќе луташ, нема да знаеш за што зборуваш. Знаеш што, ти си одбрал баш имиња кои што кореспондираат со нашето живење овдека во нашата земја и термини со кои што ние се изразуваме често, а луѓето се изразуваат со тие термини, а и да не знаат точно како ги употребуваат. Поготово младата популација. И јас навистина би сакала овие книги да допрат до младата популација, иако ти велиш дека дамата, домакинката и курвата мора да ја прочита секој маж, па потоа нели жените, но овие книги мислам дека треба да ги прочитаат од адолесцентни до стари баби и дедовци, зашто навистина и да си ги носат како прирачник со себе. Па јас сум имал случај кога сретнувам читатели велат си ја носам книгата твоја како прирачник. Многу сум среќен заради таа работа. Кога човек прави нешто, треба да знае дека тоа нешто носи бенефит. Значи, ако го работиш нештото со добра цел, ако го работиш со добра намера, тоа е најубавото нешто. Значи, јас не ги пишувам книгите за пари. Има ситуации, сум сретнал автори, пишуваат, се додворуваат на одредени кругови на публика, јас немам потреба да се додворувам, пишувам така како што сметам и не се оптеретувам дали некој ќе ме чита или не. И точно тоа луѓето го разбираат, знаат дека тој е прочистен текст од било какви желби за слава, за популарност или за некој да ме почитува. Па еве сега ќе кажеме ли како да се спасиме од менталното ѓубре? Многу просто. Има еден вака, сите проблеми што ги имаме во животот ни се дадени да ги надминеме. И добро е што денеска луѓето читаат книги сакајќи да се спасат точно од тоа ментално ѓубре, затоа што интуитивно знаат дека менталното ѓубре е она што ги загадува. Сега, имаме човек кој што констатирал дека има ментално ѓубре во себе. Да. Тоа ѓубре може да го истресе на неколку начини. Истресувањето на ѓубрето се врши преку еден процес што се вика медитација. Малку е така мистично звучи, меѓутоа Јас зборувам во моите емисии, гледачите знаат, а и сите денеска, фала Богу, може да прочитаат и ако сакат во тоа да се нурнат, апсолутно. Така, значи, медитација фактички е процес во кој што влегуваш со своето битие, со својата суштина, а не со мислите кои што ти шетаат низ главата. Затоа што мислите што шетаат низ нашите глави се материјални структури кои што сме ги створиле ние и другите луѓе околу нас. Особено медиумите, особено рекламите и големите корпорации што сакат да ни наметнат купување на нивните производи. Значи, ние сме си така еден контейнер со доста интересни мисли, од кои што многу мал дел од нив ни се нас во интерес. Голем дел од мислите што ги имаме во главите се во интерес на структурите од надвор. Така. Макар што јас не правам многу разлика меѓу внатрешни и надворешни структури. Она што го имаме во нашиот живот, ни е точно нам потребно за да го трансформираме. Како и да е. Прво, човек треба да внимава со кого се дружи. Родителите тоа ги учат децата од мали и тоа треба да продолжи во текот на целиот живот. Меѓутоа, кај луѓето се будат нагони да... Луѓето многу се заинтригирани од злото. Тие многу сакаат така да си прикажуваат за зли работи. И после, ментално ѓубре. Значи, самиот човек го лепи менталното ѓубре што му влегува во главата. Јас сум се фатил сума пати кај што разговарам за работи кои што ми се тотално туѓи. Така. И после, вечерта ги сонувам, другиот ден ги доживувам, сретнувам негативни луѓе. Денеска сум зборувал за негативни луѓе, утре ќе ги сретнам. Кој ги побара тие луѓе во мојот живот? Мислите? Па природно. Апсолутно. Јас ги пуштив мислите во мојата глава. Значи, многу важно нешто е човекот да се самоанализира постојано, да ги анализира причинско-последичните врски што го довеле до некакви работи, особено негативни, и да ги анализира мислите свој, до кој степен има интерес она што го мисли да се случи во неговиот живот. Затоа што она што денеска го разгледуваш кај другите луѓе, како аномалија, како проблем, како негативна работа, утре ќе се појави во твојот живот, доколку истрајно го разговараш. Така. А јас би препорачал никакво разгледување на негативни работи. Тотално се излишни. Добро, човек навистина треба да ги согледа и негативните и позитивните
работи. Затоа што секогаш мора да се направи анализа. Јас секогаш сум за тоа. Затоа што обично луѓето се живеат во таа илузија и затоа те прашав и илузиите дека кога е убаво, нели дека се убаво ќе биде и се убаво ќе трае и сакаат само убаво да биде, но не, реалноста е таква да нити може да биде се убаво, нити тоа ќе трае. Значи, треба да знаеме дека и лошото ќе помине и убавото ќе помине. Кога нема да си ја правиме таа илузија дека можеме да смениме да ни биде секогаш се на добро, нели дека сме ние тие моќни да направиме од нашиот живот да ни биде убав, да се живееме во илузија. Ако сега си направам толку пари, си наштекам, мене ќе ми биде убав животот. На кого му станал така убав животот? Идејата со штекањето пари е скокотливата идеја, затоа што сите луѓе сакаат да наштекаат пари за утре. Така. А универзумот постои само денес и само сега. Так. Една креација што ја креираш за утре, таа не е креација. Апсолутно. Секоја креација треба да ја креираш во нова единица време. Так. И фактички мрзата е она што кај луѓето вела, ќе се наштекам пари па ќе лежам. Замисли. Да. Каква глупост. Ама и после, добро, окей, ќе се наштека пари. Да. Условно земено. Мене ми се случувало лично да имам повеќе пари од одредени моменти и ќе западнам во некоја летаргија, во некоја и ќе измислам некоја глупост задолжително. И од каде? Па ете ти неволја. Така. Тино, има едно интересно поглавје и јас би сакала, да ги по твоето вака видување за угнетувачите и манипулаторите. Луѓето тешко не може да ги разпознаат, затоа, ајде, угнетувачи и манипулатори, али точно така убаво да им дадеме по една дефиниција на нашите гледачи. Вака, Јуле, сите во нашиот живот имаме по некој кој што сака да не злоупотреби во негов интерес. Некој повеќе или помалку. Тие се нашите најголеми учители. Јас, искрено речено, порано ги сметав за некој големо зло тие луѓе, а сега испаѓа дека тие луѓе се наши учители. Така. Тие се нашите ангели. Да. Во нашиот живот, јас лично, во мојот живот не познавам други луѓе освен ангели. Некој ангел ќе ти дојде за да ти покажи лоша страна, некој ангел ќе дојде, затоа што ангел, не знам дали знаеш, самиот збор значи гласник. Ете така. Имаме добри и лоши. Не добри и лоши, сите се добри. Сите се добри, ама само добро. Ти покажуваат различни аспекти од животот. Затоа што се за нашето добро, затоа што ако не постои лошиот гласник, нема да знаеме како да се искупиме од лошото, како да пораснеме. Па природно. Апсолутно. Природно. И сега правиме ние некое зло, на пример, и доаѓа лош гласник, добро, супер, добре дојде, аха, фала многу, извини. И така натаму. Угнетувачите се едно интересно нешто, што луѓето ги лесно ги разбираат. Значи дефиницијата за угнетувач е многу проста. Тоа е цицачна енергија која што постојано те злоупотребувате, полни со лоша информација, во интерес да ти ја намали достојноста, а човек со намалена достојност служи на угнетувачот. Например, седиме на работа, имаме работно место и стално има некакви колеги кои што ништо не чини, не е добро, шо е ова, разбрав ќе имало отпуштања на работа. Разбрав, интриганти, леле да ти кажам нешто што сум видела таму или што сум видел се случи, не знам, ваква или таква негативна работа, да ти кажам, знаеш ли дека може и тебе тоа да те најди? Или ќе ти дојде и ќе ти речи, гледав сабајле на телевизија, имаше еден доктор зборуваше за болеста X, знаеш ли дека е опасно, дека сега можеме сите ние да се разболиме од таа работа? Всушност, можеби веќе сме и болни, а не знаеме. Да. Тоа не да е угнетување, тоа е фурија од угнетување, ме разбирате? И сега човекот е во принцип предобар и длабоко во себе многу мил и не сака да го, например, навреди некого, да му рече дај, носи се таму, те молам со овие лоши информации. Да. И сега учтиво го гледа и го слуша овој угнетувачов што му зборува. Утре тој угнетувач повторно, подоцна повторно, значи пак и така ќе те угнетува, ќе ти сугерира лоша реалност. И во еден момент ти ќе мораш да ја прифатиш таа реалност. Има криза во светов, добро, значи нема пари, добро, кај се парите? Се нема. Сиромаштие, добро, нема работа. Доаѓа една жена кај мене на врата, ми вели просам пари. Добро, велам, дали може да ти дам работа за да завршиш некаква. Ама ти знај, значи воопшто не те слуша. Ти вели, ама ти не веруваш дека нема работа.
Абе, велам, жено Божија, ако излезиме во двор, јас ќе ти покажам тебе, цел двор ми е, има во него работи што може да бидат средени, немам време јас да ги средам, среди ги ти. Ама јас не знам тоа да го работам. Значи, ме разбирате? Да. Обично луѓето кога нешто не знаат, сакаат да ги спуштат другите луѓе на нивното незнаење и другите да не знаат и фино да си имаат после игра со кого да си играат, да си прикажуваат. Пушти го телевизора, пушти ги турските серии, ќе гледаме, ќе оговараме. Тука е целата работа. Народот е навлечен на пасивност. Значи пасивно однесување, ништо не бива од нас, готово е, а еве сега ова ќе се случи, еве сега она ќе се. Што ќе се случи? Чекаат 2012 да се случила, еве фати 2014. Претходно чекаат 2000-та година нешто со компјутерите кои ќе се сменеле, нешто што беше. Стално некој нешто чека да се случи негативно. Да. Тоа е сето од угнетувачи. Меѓутоа, угнетувачот ние сами го привлекуваме во нашата околина со тоа што се согласуваме да слушаме негативни работи. Сега ќе кажам само едно нешто од Буда што го кажал. Повели? Кога некому му се жалиш, тоа значи дека му сугерираш зло. Да, така е. Значи, немаш ти што да се жалиш. Ако ти треба помош, окей, одиш и велиш, Јуле, вака и вака имам ваков и ваков проблем, дали можеш да ми помогнеш? Да. Можам, не можам. А ти сега да земиш некого да му расправаш како е криза, како е за никаде, па тоа е во твојата глава, тоа е во твојот ум. И сега овој ако е доволно невнимателен да те слуша, и тој, стварно? Да. Ете ти криза и кај него. Од една криза имаме две, за колку време е потребно да се прошири една работа со овие медиуми сега, како што се интернет, фейсбук, телевизија, криза е. И сите, да. Апсолутно. И вообичаено и така се одвиваат муабетите. И затоа јас често и на моите пријатели, и на моите гледачи им сугерирам да што помалку се вклучуваат во такви муабети. Ми велате кои ќе излезат, например, како Јулија ти, еве, велиш сама си отишла си, не знам, на планина или не знам, па велам, не ви треба друштво за шетање. Значи, треба да го испразните умот од се она што го слушате. Да. Од се она што ни се наметнува. Точно. Од секојдневните наши пријатели, па и од најблиските, од медиумите. Дали знаете, сега ќе ви кажам една безценета поговорка исто од Буда, вели, ако сакаш да одиш со некого, најди подобар од тебе. Така? Ако не можеш да најдеш подобар од тебе, најди рамен со тебе. Так. А ако не можеш ни рамен да најдеш со тебе, оди сам. Сам, апсолутно. А ние, луѓето, имаме компулзивна потреба да бидиме во нечија близина. Да. И сега, мене ми се случило, например, одиш со некого и ти оди на нерви цело време, нешто ти кажуваат извоца, да речеме така, пошироки друштва, ќе појдеме, да речеме, на некој излет или нешто, и се некој нешто, абе, да, јас да ти... Епа, почитувани мои, како што проговоривме со мојот вечерашен гостин Тино, и како што веќе знаете дека тој на времето на вистина и тоа како се бавеше со музика и беше многу популарен во музичките води, јас решив вечерва за вас да направиме едно малечко изненадување и да се потсетиме на она време во кое што Тино заедно со Ристо Бомбата беа главни фаци. Но за оваа прилика ние поканивме вечерва еден гостин кој што е добар пријател на Тино. Тоа е нашиот почитувани драг Иле. Иле, добро вечер. Добро вечер, добро е најдов. На вистина ми е драго што еве вака не удостои да ни дојдеш, Тино, јас се надевам дека направивме вистински избор, така? По-вистински не можеше да се направи. Да, Иле на времето, додека бил мал, додека бевме ние популарни, многу ја сакал нашата музика и бил еден од најверните фанови. Така? Така што еве сега му се дава прилика да покаже колку добро. Мене на вистина ми е драго, затоа што, еве, само што влезе Иле овдека во нашето студио, јас веднаш го препознав и ние, значи, се знаеме, затоа што морам да кажам и за гледачите на нашето будење дека Иле е музичар и тоа долги години се занимава во музиката, значи професионално се бави со музика, има свое студио. И еве, Иле, малку да ни кажеш околу тоа. Па, пејач и композитор сум по звање, што би се рекло, по професија. Завршив исто музичка академија, односно на музичка теорија и педагогија. Бев кратко, предавав солфеж во нижо музичко, во Илија Николовски Луи, а сега сум фул тайм
пејач и композитор. Баш ми е драго. Еве за гледачите да го откриеме и твоето презиме, бидејќи не те представи со презимето, го заборавив, не сакајки. Да, Иле Спасев. Иле Спасев. Сега ми е актуелна песната Магија, се врти на радиостаниците. Спремам спот за неа и така, па се надевам дека нареден пат ќе биде уште многу потешко да ме го заборавиш презимето. Добро, не, тоа не е ни најважно. Јас искрено те кажам, цел живот се појавам само како Јулија и затоа и гледачите ме запамтија, затоа што моето презиме е многу тешко и за прв пат еве сега низ моето будење јас се појавам со полното име и презиме. Да, стварно. Да, така да тоа не е толку страшно. Може би ја треба само Иле. Добро, како и да е, добро. Но сакам да кажам или во некоја друга прилика, бидејќи сега сме во чест на Тино вечерва и мора значи да го направиме тоа што треба, да го заокружиме цело ова негово гостување, да биде комплетно, но сигурно во некоја следна емисија, секако дека со своите песни, со своите спотови ќе бидеш присутен и ти. Се представам, да. Да, и ќе ми биде навистина драго. Тино, со што ќе биде најинтересно вечерва да ве слушаме, да го слушнеме Иле од времето на, значи, на Кучешка Тенја, а потоа имаме уште едно изненадување за гледачите, бидејќи ти сега учиш класична гитара, па ќе те слушнеме и тебе на твојата гитара со класика, може и заедно двајцата да се подпомагате. Јас му предложив на Иле да спремиме една стара англиска минијатура, се вика Greensleeves, стара песна 500 години, сите ја знаете, сигурно. Што се однесува до мојата класична гитара, тоа е моја голема љубов. И од една исто така стара, многу стара германска композиција се вика за Елиза. Да, Елиза не сите мислам дека не ја сите ја знаете. И јас први ми беше Елиза кога свирев клавир, тоа. Да, тоа е Evergreen, мислам Evergreen. Сега ќе ја посветиме за Јулија. Така можеме да викаме за Јулија. Може, што да не. Исто така Иле ќе исполни сплет од неколку рефрени од Ристо Бомбата. Одамна ги немам слушано песните, па добра прилика еве во негова изведба да ја слушнеме Дојди ти, многу се дујаш, Педро и Дончо. Ама заедно ќе ги пееме. Ќе ги пееме заедно, да, со поддршка. Сигурно ќе ми треба автентичен член на бендот. Да. Многу интересна прилика. Не помислив дека ќе биде забавно вака да го направиме, меѓутоа кога тргнавме да ги работиме овие или да ги разработуваме како идеи, помисливме дека многу добро е човек некош да се потсети на. Како не? Јас искрено да ти кажам, толку многу се израдував кога нели во нашиот договор ми кажа дека ќе имаме човек со кој што ето тоа ќе го изреализираме со јас ти реков можеш и ти самиот, затоа што баш сакав да биде автентично и нашите гледачи да се потсетат на она време, затоа што тоа беа навистина убави времиња. Да, тоа беше во интерес на вистината, интересните 90-ти, јас така ги викам, тие транзициони 90-ти години. Секоја декада така си има своја боја. 90-тите беа особено интересни, самосталување, па првите избори, па такви некои. Па имавме можност да се дружевме тогаш многу, тогаш и јас бев во подем, и вие бевте во подем, сите емисии ни беа отворени. Да, во секој случај беше интересно, многу беше интересно. Да. Епа, ајде сега да слушнеме првин со што ќе ве слушнеме. Јас мислам да тргнеме малку така весело. Да. Јас сакам само да кажам, извини што те прекинав, јас се сеќавам 93-та година, јас имав 9 години и на именден на Свети Илија, значи нели луѓе доаѓаат кај нас на гости и имаше од оние касетофони. Јас се сеќавам Ристо Бомбата одеше со првиот албум одеше заедно со инструментали. Неколку инструментали. И на пример татко ми ќе ги пуштеше на касетофони, јас пред сите ќе ги изведував песните нивни. И затоа ми е драг, значи идол Ристо Бомбата, секогаш ми бил идол. И после прв пат кога го сретнав Кристијан Гавровски у студио, кога отидов кај него, прв пат кога требаше да пеам на Макфест, јас го гледав као онака како некој што го гледа Мик Джегер. Да. Знаеш, и исто и Валентино. Кога ги сретнав нив, јас као да сум сретнал некој кој што од дете сум посакувал да го сретнам. Да, секако, така. Пак има прилика некогаш ќе го викнеме Ристо да гостува, секако. И ќе земам само немојте да го викате Ристо. Зошто? Зошто? Па најмалку сака така да го викаат луѓето. Да, добро. Кристијан, да. Па добро,
тоа така остана некако од она време Ристо Бомбата и... Да, и на коментари доле гледам, Ристо е супер. Да, ама зашто не е тоа така страшно, мислам, ете, тоа Ништо некој не е имидж страшно, меѓутоа ете така, да. некогаш човек не сака некои работи. Не преферира, да. Добро, ако сега Христијан не гледа, нека не ми замери. Христијан, немој да ми замериш, плиз. Но затоа, еве, сега ќе одиме и ќе свириме и ќе пееме она што беше актуелно. Дојди ти во Канџиве на острени, дојди пиле да те кувам цела ноќ. Педови ќе летат од твоите крилца копани, а пупките ќе цветат ко зумбули. Уште еднаш. Дојди ти во Канџиве на острени, дојди пиле да те кувам цела ноќ. Педови ќе летат од твоите крилца копани, а пупките ќе цветат ко зумбули. Браво, браво. Еј, многу се дујаш, мислиш дека главна си стално, пушиш и трујаш со своите глупости. Еј, многу се дујаш, мислиш дека главна си стално, пушиш и трујаш со своите глупости. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас, ти од нас, ти од нас. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас, ти од нас, Ти од нас. Браво. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас, ти од нас, ти од нас. Ој ти Педро, давај газ, вози, бегај ти од нас, ти од нас, ти од нас. Уште ова ми е најфейворит, омилена. Дончо крај Куба, седило капие, Дончо крај Туба. Дончо крај Туба, седило крш и пие, сака тугу да развие. Дончо крај Туба, седило крш и пие, сака тугу да развие. Супер. Браво, браво, браво. Дајте си рука, дај ми рука, Христија. Фала, фала. Христија не спомна сега. 100%, сигурен сум. Тино, на вистина прекрасно се подсетив на овие стихови. На вистина бевте уникатни за тоа време. И еве и денеска се актуелни. Да. Таквите теми. Да, секако дека се актуелни. Со тоа што ова песнава за Педро, мислам дека во денешно плурално време тешко би поминала. Нели, тука имаме... Добро, не мораш да гледаш во текстот кога зборуваш за Педро. Знаете ли зашто гледам цело време во текстот? Затоа што Иле го напишал текстот тука и го ставил З наместо С. Всушност Ми текна после. Ми текна дека требаше со С. Да. Добро, не знам каде, зашто се работи, за кој збор? Тука има еден збор со Ој три ти букви. Педро, давај газ со С треба да. Да. Јас сум го пишал со З. Така, Затоа така. што- Па добро, тоа е карактеристично за нив, мислам. И уствари тоа се сакаше да се каже во оваа песна, ми се чини. Не, ние си мислевме, ој ти Педро, давај газ, значи стискај на папучата од колата, давај газ, побрзо да оди кола. направат као дека ние имаме малце такви Сега мисли. луѓето ми дадат, чекайте, зошто вие тука нешто, Педро, газ, абе луѓе газ, нели сите даваме газ на колата? Колата оди. Море вие.
Имав една интересна случка на времето, се сеќавам како да е вчера, одам во трафика да купам мастики, не знам шо беше, и ме гледа продавачката во Прилеп. И вели, ќе ти кажам јас тебе, те ве гледав на телевизија, таму Ристо нека си пејна мајка му, таму пердуви да летаат, да е куби. Чекайте како? Така, то пердуви ќе летаат, крилца копани, таму шо е ова, пејте песни него. Чекайте бе луѓе, ништо, крилца копани. Аха, знам. Така, секогаш песните беа така, двосмислени и вие целта ја постигнавте. Тоа е најважно. Штом, значи, имавте такви коментари, целта беше постигната. Како и со твоите книги сега што ги пишуваш, Тино? Што да ви речам, дали така ми била судбината, дали така ми е звездата да пишувам такви некои пикантни работи. Па добро, тоа е сепак нели инспирација и талент. Бог за тоа ни ги дава талентите за да ги искористиме на најдобар можен начин, нели така? Сигурно. Па ајде уште нешто сега да слушнеме кога веќе сме вака музички убаво расположени. Па, ова е една минијатура, се вика Green Sleeves. Стара е 500 години. Беше таа. Браво! Многу убаво звучавте. Фала. Навистина прекрасно. Фала на композиторот што е направил. Тоа е жена е наводно композитор, иако е народна песна, се мисли дека е жена автор. Будење со Јулија. Тино, кажи ми, еве како дојде на идеја да свириш класична гитара? Гитарата од секој сум е сакал. Кога бев во нижо музичко училиште, запишав клавир затоа што немаше гитара. И никогаш не го сакав клавирот, никогаш. Просто гитарата секогаш беше моја голема љубов. И пред неколку години решив дека е интересно да научам класична гитара. Па супер, и сега, значи кога си слободен, вака си свириш класична гитара, си уживаш? Да, значи немам интерес за некакви странични, непотребни занимавања настрана од гитарата и колку можам свирам. Па супер. Друго што одбравте да слушнеме, уште нешто, ајде? Мене ми се забенди, се ја цела емисија би се ја истерала вака со музика, ама мораме да го продолжиме разговорот. Ова мене беше што ќе ми ја посветите. Бето е ни ја напишала, се вика за Јулија. Така, добро. Браво! Лудвиг никош не. Браво, навистина ми е драго. Звучавте фантастично. Само да посакаме, значи, вака цела емисија можеме да се истераме, но се надевам дека во некоја друга прилика ќе имаме малку повеќе време, бидејќи времето секогаш е кратко во
моето будење. Јас овдека останува да му се заблагодарам на Иле. Иле, ти благодарам на вистина од срце што еве не испочитува да дојдеш и што вака направи да биде оваа емисија комплетна. Ти посакувам многу успех во твојата работа, затоа што си навистина прекрасен и како музичар, и како човек. Фала. Фала ти, Јулија, фала ти што ми дозволи да бидам дел од оваа емисија. Фала му на Валентино што ме повика и драго ми е да бидам со убави и прекрасни луѓе обкружен. И секогаш би дошол. Тука живеам јас позади. Да, позади нашата телевизија си. Добро, ќе ти дојдеме со Тино на кафе. Обавезно. И морам да го видам студиото. И ќе пееш у студио, мораш да пееш. А зашто да не? Океј, секој е добро, се најубаво. Ала, и на вас исто. Будење со Јулија. Навистина има толку многу прашања што сакам да те прашам и еве тука ги превртувам сега овие мои листови за подсетување. Но секако и ако не кажеме нешто, сигурно дека многу нешто ќе испуштиме, затоа што навистина, иако се кратки книгите, вака кога се зборува има што да се кажува. Бидејќи ни се наметнуваат нормално се повеќе и повеќе примери од нашето секојдневие и така муабетот си тече, но јас еве би сакала вака да исто има една многу интересна терминологија која што ја употребуваш и која што сакам на нашите гледачи да им ја кажам, поготово за женскиот род, кој што едноставно ги чувствувам така како дискриминирани и многу жени не можат да си го најдат патот до слободата. А слободата е толку посакувана, толку скапоцена. Само да кажам, ти си употребил еден многу убав термин за тоа, шутирањето како пат до слободата. И сега да не бидеме груби, ама мене навистина толку ми се допадна тој термин, еве да кажеме, полно пати сум зборувала за слободата во моите емисии, но еве твојата интерпретација. Еве вака, јас ќе ви кажам дека за слободата во една држава е важна, најважна, слободата на жената. Значи, прво, жената има неколку кратно посилен ум од мажот. Меѓутоа, заради, јас тоа сум го утврдил, значи, умот на жената е многу посилен, функционира специфично, различно од машкиот ум, меѓутоа, она што мажот не може со плачење, она жената може со смеење. И сега ги наблюдувам тие убави суштества, жените, прекрасни суштества, суштества достојни за да им се поклони човек, е вака да им се поклони, суштества што раѓаат, потомство одгледуваат. И ги гледам вака жениве и си велам, добро, кој ги спушти жениве на толку ниско ниво? Значи, творецот на животот, оној што го дава животот, жената, да биде деградирана до не знам какви ниски гранки. Конкретно за слободата. Ако жената е поробите во едно општество, сето потомство ќе ви биде робско. Так. Значи, кај евреите се цени човек дали е евреј, дали е мајка му еврејка, а не татко му што сака нека биде. Да. Значи, детето е воспитано од мајката и треба да биде воспитано од мајката. Еманципирана жена е господарка на својот дом. Еманципирана жена е господарка на својот брак, господарка на своето достоинство, господарка на својата женственост, господарка на својот живот. Не е еманципирана жена што трча на едно, некогаш и на две работни места, трча дома да сготви, трча свекрвата да ја како се вика, да ја испочитува, не знам веќе, трча мажот да го испочитува, често пати кај нас е видена состојба кај што мажите не работат, жените работат. Да. Ме разбираш? Јас ќе кажам една малку радикална работа, меѓутоа луѓето велат има невработеност. Да. Јас тврдам дека доколку жените, ова е нека го слушнат сите жени. Ако жените не ги прибираат дома мажите и машките деца над 18 години пред 5 саатот, значи прво жената треба да го испрати сабајле и мажот и синот, да, и да не го прибери пред 5, така, немаше да има невработеност. Да. Значи,
ако ја имаше жената таа сила. Меѓутоа во текот на и плюс да дополнам, ако после 5 се врати со празни раце, да го остави надвор да спија. Браво, Тино. Сериозно? Да, вистина ми се допаѓа. Немаше да постои невработеност. Ова нема работа, ај жено ти работи, чекај да видиме нешто, па зеле, готват дома работа, пустат, штурат, пара котворби некој па ќе продаде. Па се труди, бе, гледаш се убива женава. Да. Ниту време има детево да го воспита, ниту ништо. После децава не знаеле. Па како да зна? Да. Од кај да зна? Жената треба да биде учител на своите деца. Значи, жената треба да биде филозоф, треба да биде јазичар, треба да биде учител, значи да ги учи децата да се грижи за потомството, за нараштајот и да биде господарка на својот брак, господарка на своето достоинство. А што е денеска жената претворена? Ќе ми речите, има костумосани жени, ги гледам по банкине, по установи, Да. ги фрлиле децата в градинка да може да позираат во костуми лево-десно, така? И после ама имало наркоманија. Аха, добро. Што има друго? Имало хомосексуалност, имало не знам што, имало не знам како. И па кој ги остави тие деца без контрола, без пример, без влијание? Без љубов. На детето најмногу му треба љубовта. Без љубов. Да. Кој ги остави без нежност? Кој ги фрустрираше тие деца? Било детето во пубертет, затоа било гневно, мајката. Да. Пубертетот е крив. Пубертетот бил крив. Да. Не, просто детето во пубертет се разбудува и си вели, Боже, што правам јас на овој свет со овие луѓе околу мене. И после било гневно. Па како нема да биде гневно? Конфузни родители, конфузна мајка, конфузен татко, детево бара одговори на прашања, го гледа светот, го гледа универзумов, ги перцепира работите, нема кој да му каже што е ова. И ајде пушти го на улица после. Па имало криминал, па што сакаш да има? Така е, Тино, да, еве, веќе кога сме уште кај жените, Ако нешто може да се спаси, треба жените да бидат едуцирани. Значи, жената слободна, повторувам, слободната жена, едуцираната жена е клучот на слободното општество, клучот на просперитетната држава. така е, апсолутно. Затоа сакам околу тие прашања, можеби ќе треба да посветиме токму на тие теми малку повеќе внимание, но еве сега вака од се по нешто, бидејќи за прв пат гостуваш во мојата емисија, ќе има прилика. Кога сме веќе кај жените, жените, таа горлива тема што сакам моите жени, моите гледачки кои што навистина ме обожаваат, да им дадам така една подршка, еден кураж што се вели. Треба сите да им даваме. Апсолутно. Сите треба да им даваме. И многу ми е даво кога од маш тоа го слушат. Знаеш ли колку значи за една жена ова да го слушне од маштино? Затоа што не е доволно јас како жена, јас ке сочувствувам со секоја жена. Но многу е важно мажот да се освести, да има што повеќе свесни мажи да ја стават жената на пиедестал. Јуле, жената го прави свесниот маж. Апсолутно така. Значи, само жената може да створи свесен маж. Како што мајката ствара свесни деца, така жената ствара свесни мажи. Ме разбираш коренот каде? Мажот може и вака и така. Така. Жената го ствара мажот со својата поддршка, со своето гледање во него. Ако жената гледа во мажот мивка, мажот ќе биде мивка. Ма знаеш, нели има и мажи кои што се по природа, така и од воспитувањето и се едно нешто. Затоа сакам, значи веќе ние зборуваме за врската кога што маж, жена и кога жената стварно треба мажот, нели, да го, па тоа дури почнува и од мајката, кога нели го воспитува својот син. Затоа еве тука имав едно прашање кое што да не ми пролета. Што значи терминот интелигентна жена? А што значи глупава жена? Кои се проценките на интелигентната жена и кои што ја разликуваат од глупавата жена? Ете токму тоа сега што сакаш и да го кажеш. Така, значи глупавата жена не знае да процени која игра и од интерес и кои се резултатите на играта. Жал ми е да кажам дека сум сретнал многу такви единки, влегуваат во односи со луѓе кои што не можат да ги проценат, влегуваат во игри за кои што не знаат кон која цел водат и одеднаш ќе се најдат среде некаква бркотија, тотална конфузија, а тешко се излегува од конфузија, зависи колку долго трај конфузија. Додека интелигентната жена точно знае да го процени партнерот и што тој партнер предлага. Затоа што во секоја игра, всушност имаме предлог. Нема игра без некој да настапи да предложи игра. Секогаш има така. Значи јас настапувам, велам добро, окей, јас сум испекол леб, ајде да се играме пекара. Јас го имам лебов,
ти си муштерија, ќе го купиш лебот. И сега муштеријата го гледа лебот, чекај колку пари е, дали ми се допаѓа играта, така? Исто, значи нема никаква разлика во ниту една човечка игра како купување и продавање леб. Во случајов доколку лебот е добар и соодветна е цената, тогаш е играта добра, човекот го купува лебот и јаде. Да. Доколку е цената лоша и е повисока или е лебот неквалитетен, играта е лоша. Затоа човекот треба да го препознава лебот кој ќе го купува и партнерот со кој што влегува, односно пекарот од кај што купува леб. Истото е за сите односи. Меѓутоа, за жал, недостаток на податоци, недостаток на знаење ги води луѓето во конфузија. Нашите денешни училишта ги колкаат децата со податоци, просто не можам да верувам. Дали ти се верува дека јас на моите деца им велам шо учиш? Учам за тој цар. Не учи, велам, ама двојка да ти пиши. Оди да и кажеш на учителка дека не си научила, ти татко ти рекол да не учиш. Ме разбирате? Да. Ги учат на небулози, на цареви од пред 500, од пред 1000 години, дали биле тие воопшто цареви? Дали постоеле, пишало некој некаде напишал нешто? Се учи што ќе најдат луѓето, ме разбирате? Така. А не се учи основното, да се учи да знаеш, ова е чаша, внатре има вода, и таа вода се пие, ако е топла над толку степени и така. Мислам, карикирам сега, Да. меѓутоа поими треба да се учат. Така е, Тино, навистина занемарени се, да речем, основните движечките работи кои што го прават животот, се обрнува внимание на она што кој можеби никогаш нема да им треба на децата кои што се една од најгорливата популација. Тоа е детето, и ако на детето од мало не му се дадат смерници, од дома, од основното воспитување, и затоа после ни се случува она што ни се случува, а нешто што многу лошо се случува во последно време и кое што овдека во твојата книга Лажгото, лузерот и педерот, и која што е една горлива тема, да машките деца не отидат во друг еден правец. Ние те знаеме дека сите појави во светот имат два пола, позитивен плюс и негативен минус. И за да може човекот да ги разбере, да го разбере животот и појавите во него, потребно нормално и да ја разбере и поларноста. Сега ти во твојата книга многу на еден прекрасен начин ја опишуваш поларноста, и јас би сакала да проговориме колку имаме време, бидејќи времето многу брзо ни лета. Да, поготово што во твоите книги, и како што и самиот кажуваш, и поларноста како и се уствари во животот се темели на сексуалната поларност на човекот. Значи човекот како таков и неговата сексуална поларност. Природно, да. Телото си е поларно, имаме мажи, имаме жени. Исто така имаме умови, машки и женски, доколку телото што има ум, доколку во машко тело се всади женски ум, имаме тешка конфузија. Умот е идеја. Значи, умот е полн со слики и со идеи. Значи, прифатената слика станува реалност. Доколку машко дете прифати идеја дека треба да се однесува како жена, ќе добиеме или феминизирано машко, или ќе добиеме хомосексуалец. Ништо престапно, ништо проблематично. Работата е дека човекот има мака. Значи, ниту е престапник, ниту е ништо, просто има мака, прифатил идеја. Исто како што пушачот прифатил идеја дека пушењето е добро, дека му врши некаква работа. Машките деца ја прифаќаат идејата на хомосексуализмот во ситуација, во најголем дел, кога се восхитуваат од своите мајки повеќе отколку што треба. Затоа што Тино, еве, сите велат дека хомосексуалноста, нели, таа е од раѓање, човекот така се раѓа. Дали така се раѓа или се стекнува? Еве, ти тврдиш во твоите книги, од твоето искуство, дека хомосексуалноста се стекнува како тако. Види, Јуле, јас сум разговарал со многу хомосексуалци. Многу. На отворени теми сум се дружил, сум ги имал во моја близина. Како што реков, значи, сум имал УХХ народ околу мене. И можам да тврдам дека, ајде, еве ќе дозволиме некаков мал процент да е од раѓање, хормонско некое пореметување и така натаму.
се што ќе видиш друго, кај секој хомосексуалец ќе најдиш доминантна мајка и мизерен татко. Така е, па баш би сакала да проговориме за тоа, затоа што и корените на хомосексуалноста треба да се бара, значи, дома. Така, значи гледаш во таткото. Тој е никаквец, не можеш да се идентификуваш со него. Гледаш дека ја малтретира мајката, гледаш дека го малтретира семејството, децата и така натаму. Што ти преостанува, освен да кажеш ова е за никаде, а човечкиот збор има голема сила, значи работите што ги кажуваме имаат голема сила, тие ја креираат нашата реалност, и кога ќе кажеш дека ова е за никаде, подсвеста тоа го сваќа дека мажот е за никаде, треба да бидиш како жена. Подсвеста се сваќа буквално. Сите ние зборуваме за подсвеста како да правиме пари и така натаму и така натаму. Подсвеста прави се. Констатирај го ти родителот како никаквеца, мајката како светица, ќе си станиш ти мајка ти. Да си жив и здрав, толку е приказката. И после мајката вели: леле, шо му текна на детево? Значи, како од каде дете е, од каде де? Животот не доаѓа со упатства за употреба. Ние, авторите на книги, се трудиме некакви упатства, некакви прирачници. Ова се сето прирачници. Так. Кој како нашол, напишал. Јас сум напишал, друг некој напишал, се труди некако на некој начин да фрли светлина во целата работа. Да. А луѓето не знаат, се соочуваат со некаков проблем, резултатите се присутни. Да. И ете. Што ќе кажеме за лесбејството кај девојчињата, затоа што сакам да ги начнеме овие теми, па во некоја подобра прилика малку и повеќе ќе проговориме, но да знаат дека во емисијата, значи, ќе зборуваме и за такви теми кои што се уште колку да се зборува, ми се чини дека се табу теми и многу малку во дома, во семејството се зборува за тоа. Би сакала нашата млада генерација навистина да расте здраво. Јуле, здраво е она што не боли. Так. Доколку нешто боли, тоа е здраво. Доколку гледаш некој со скршени емоции, тој е болен. Значи, чувство емотивна болка. Апсолутно, тоа така, го знам, но... Луѓето мислат дека е болка само ако си на болница, така? Да, апсолутно. Е, сега, девојчињата, кога сме кај лесбејките, и како и машките хомосексуалци, така и женските хомосексуалци, тука се работи за конфузија, значи за следење на погрешен пример. Значи, не можете да си представите до кој степен мислата и работата да биде нешто или да не биде, значи to be or not to be, од Хамлет, врши влијание во нашиот живот. Тој ги определува целата насока на животот и доколку е даден во момент на емотивен изблик, доколку му се допадне некому нешто, например, еве, конкретно лесбејките. Ќе прочитате илјадници истории како станав лесбејка. Например, не знаев дека е убаво лесбејството, се додека не се најдов во криза со мојот дечко и бев многу тажна и така натаму, и се најде една моја пријателка што ме тешеше и така натаму, и како што ме тешеше, така јас полека сватив колку се убави и нежни женските раце и така натаму. Ме разбирате? Да. Значи, просто се навлекуваш на нешто. Значи, нешто во даден момент си велиш, остави го за никаде, види колку било убаво да си со жена. Крај. Да. Значи, не велам дека секогаш е крај. Зависи дали ќе го повторуваш тоа, дали ќе ти премини во навика, дали ќе исто и како со цигарите. Значи, во даден момент се наоѓаш во прекрасно друштво, со прекрасна дама, пушиш цигара или за прв пат сакаш да изгледаш не знам што, не знам како. Така? Да. И секогаш после подсвесно цигарата те потсеќа на убавиот момент кога што си ја запалил. Тоа е се сите илузии на умот, илузии, умот креира илузии. Будноста, разбудувањето, емисијата твоја, всушност вклучува разбудување од илузијата, од стапицата на сите илузии што сме ги прифатиле во нашите животи и со кои што си живееме и си ги тераме. Си оди животот, ние во сон. Да. И тој сон боли понекогаш, па ние не сакаме да го пуштиме. Па имаме едно поведение, па друго поведение, па и ова боли, па и онај боли, па ќе дојдат луѓе што ќе ни нанесуваат болка, а ние не сакаме да ги пуштиме објективно, не ги пуштаме од нашата реалност, затоа што сме се навлекле на некакви чувства поврзани со тие луѓе. Така. Се надевам дека просто доволно е просто и јасно го кажав се тоа. Го кажа апсолутно. Емоциите во мојата емисија им е остапено посебно место и бидејќи многу често зборувам за емоциите, затоа и не инсистирав толку многу да те прашувам, заради тоа што знаеме дека емоцијата е таа која што најмногу боли. Извини, не знам дали имам уште време, јас само би кажал една работа.
ги молам нашите гледачи, ништо нека не запамтат од овој разговор ако треба. Само нека запамтат едно, дека во нашите краишта, под емоција се подразбира само негативна емоција. Да. Јас сум многу емотивен, кој ќе рече некој. Што значи јас сум многу емотивен? Јас сум, значи, гневен, избликци од гнев имам, па се расплакувам, па тага, па се сожалувам, па ќе паднам по нешто, па кога ќе видам нешто не можам. Значи, тоа е емотивност. Да, така е подразбираат. Не е кај нас нешто третирано радоста како некоја висока емоција. Така. А тие негативни емоции се само знак дека нешто сме сгрешиле. Така. Час поскоро треба да го промениме за да одиме нека радоста, нели? Апсолутно. Ако не го промениме тоа, вака Тино, за крај, бидејќи на вистина времето не прегази и толку се Иле, ние само време имаме на овој свет. Имаме само време. Никош не ме гази времето. Ете, буквално така се случува, толку многу прашања имав да ти поставам, но еве сега за крај ќе те прашам, зошто човекот не треба се да проба? Затоа што се навлекува, затоа што дедо ми мој Киро, една многу интересна фигура, велеше повторена работа станува втора природа. Значи, работата е дека колку и да е нешто негативно, доколку го повторуваме, тоа ќе ни влези во навика. Да. Тоа формира парадигма, автоматски начин на однесување. Некои тоа го викаат карма. Кармата е многу проста работа, судбината е многу проста работа. Судбината е автоматизам, судбината е навлеченост на одредени ситуации, состојби, луѓе, идентитети, места. Судбина ми било да сум ова, не ти е судбина, навлечен си. Така. Толку е. Затоа што луѓето во секојдневниот живот, знаеш како си велат, па убаво е, се треба да се проба. Напротив, никако. Ете така. Никако, зошто се? Ајде ќе си одбериме убавите работи, ќе си ги пробаме. Ќе речат, не треба да пробаш и лошото. Зошто да го пробам? Значи, ако јас тебе те видам дека се изгориш од нешто жешко, дали јас ќе треба да се изгорам? Така. Туку така, некои автоматизми. Треба се да се проба, треба се да се појди, треба сегде да се... Зошто? Фала, неќам. Треба човек да знае да каже фала, не. Така, Тино, јас многу ќе ми биде тешко да ти се заблагодарам сега за крај на разговорот, би сакала да продолжи уште, затоа што знам колку многу испуштивме, не кажавме, затоа што навистина има многу прашања за да ти поставам, но се надевам дека ќе имаме прилика да се дружиме во некоја следна емисија. И вака за крај јас морам да кажам дека еве ти ги донесе твоите прекрасни книги и овие две книги сега ќе отидат кај некои од нашите гледачи. Навистина, бидејќи ми пишуваат на мојот мејл постојано, и јас еве решив во оваа емисија, значи овие книги кои што ги донесе ти да бидат подароци за нашите гледачи, а вие почитувани мои како и секогаш пишувајте на мејлот. И јавувајте се, и нормално никогаш нема да бидете на погрешниот пат, секогаш со нашето будење ќе имате нешто повеќе да дознаете. Јас само би сакал да кажам дека секој нешто сака да прочита повеќе од овие работи што ги зборувам, нека пребара на Google Валентино Лауцовски. И на кирилица и на латиница ќе се појави мојата страна valentinolaucovski.com. Така. И нека повели од материјалите, тие се дадени за народ, за читање. И ако знам дека колку повеќе луѓе ги читаат, до толку сум посреќен. Така. Тино, навистина ти благодарам. Беше навистина феноменален соговорник. Се подсетивме на нашите добри времиња и се надевам дека ова ќе биде повод за и понатаму за дружби, за размена вака на убави мисли, на убава животна игра. Фала, Јуле, да си жива и здрава, ти посакувам многу успех. Ти си навистина прекрасна водителка, не очекував дека вака спремна ќе дојдеш со прашања компетентни и убави. А зошто да не очекуваш? Гледаш дека и ти нешто си правиш. Не очекував, јас ова е толку професионално, значи целава работа е толку холивудска, толку добро одработена, што јас си видам, боже, Добро, ти благодарам, навистина ми беше задоволството, беше моја и често беше моја. Тино, поздрави дома, поздрави ја сопругата, поздрави ги твоите две прекрасни дечиња. Ти си татко на едно синче и една керка, мене навистина ми е драго што сте едно вака убаво семејство. И мене исто така, би сакал секој да има убаво семејство. Семејството е многу важна работа.
секој сака убаво да живее, Јуле, секој сака, само треба малку напор. Треба малку да се излезе од зоната на комфорот. Ти благодарам. Ти благодарам и тебе. Почитувани, и еве како што е мојот обичај секогаш за крај, јас сакам да прочитам нешто, нормално од нашиот вечерашен гостин, од нашиот Тино, од неговата прекрасна книга Лажгото, Лузерот и Педерот, и од јавата, еве вака ќе биде за крај, бидејќи на вистина има што да се прочита. Не постојат вистински лоши луѓе. Има само луѓе што животот ги измачил и ги исплашил до степенот што решиле да бидат лоши, надевајќи се дека така полесно ќе си поминат во животот. Исто така, постојат едни други луѓе кои не се ниту исплашени, ниту пак доволно измачени од животот, па сепак прават лоши работи, само затоа што не се свесни дека со тоа што го прават ги повредуваат другите. Се разбира, тие не се ништо подобри од оние првите. Јас верувам дека и добрите и лошите луѓе се створени од еден ист дух и дека сите луѓе длабоко во себе се прекрасни суштества. Но, уште повеќе верувам во тоа дека сите ние сме должни внимателно да си го одбираме друштвото со кое си играме и игрите во кои влегуваме за доброто на сите. Почитувани, добра ноќ, останете ми во добро, се гледаме во следното будење. Bude